Добар ден, гледате неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Движењето Беса, господинот Билјал Касами. Господине Касами, на 15 септември требаше да се појавите на суд поради пречекот на косовскиот премиер Албин Курти во Тетово, кој што се случи на 11 август, поради тоа што тогаш беше интонирана албанската химна и истакнато само албанското знаме. Отидовте ли во суд? Не. Прво, затоа што не бев тука. Второ, затоа што ценам дека тоа беше повеќе политички мотивирана целата процедура, поради тоа што Дуи и Ахметина власт се чувствуваат загрозени од целата ситуација која се создаде и влијанијата кои ги имаат во правниот систем наметна да се случат тие работи. Од повеќе што ние во делот на протоколот беше од владата организирани пречекот и сите тие работи, но и во Тетово сите знаат дека во јавните места беше и државното знаме и знамето на Република Косово и на пречекот кај мене во општина, така да секогаш кога власта сака нешто да покрене, секогаш може да најде нешто за да покрене некои процедури, но цениме дека правниот систем, правосудство, обвинителство имат многу поважни теми отколку да се занимаваат со градоначалникот на Тетово, дали во одреден момент направил некој пропуст или не. Значи, дали тоа што го истакнавте само албанското знаме е пропуст? Значи, не беше истакнато само албанското знаме, тоа сакам да кажам, дека на сите јавни места каде што беше истакнато албанското знаме, беше истакнато и знамето на општина Тетово и државното знаме на Косово и на Република Македонија. Така да, значи, имало десетина, ако не повеќе, настани со иста иконографија до сега, па ни на полицијата, ни на обвинителството не текнало дека тоа е кршење на законот. Јас исто така реков дека нема што да се појавам на суд, затоа што ако обвинителството најде нешто каде е прекршен законот, јас сум подготвен да ги сносам последиците од тоа. Господине Касами, зошто ви е толку важна поддршката на косовскиот премиер Албин Курти? Што конкретно очекувате од него? Еве, велите дека бил организиран пречекот од владата, меѓутоа тој не доаѓаше на покана и не се ни виде со македонскиот премиер, туку беше дојден директно кај вас. Видете, Косово е една од нашите соседни држави со мнозинско албанско население таму. Косово е една од ретките држави која може да биде пример во делот на демократијата и човековите права. Значи, правата кои ги има српското малцинство во Косово се многу далеко од правата кои ги имаат албанците, иако се втор мнозински народ во Македонија после македонскиот народ. Така да Косово ние нас како пример како ние во Македонија треба да се однесуваме во делот на градењето на државата и на меѓуетничките односи во Македонија. Во тој контекст, како ги коментирате последните случувања кои што се случуваат во Косово? Македонскиот премиер Димитар Ковачевски вели дека тоа е агенда на некои луѓе кои што сакаат повторно да биде Балканот едно место на немир и место на судир меѓу соседите. Како гледате вие на целава ситуација? За нас е несомнено тоа е терористички напад на една суверена држава, организирана од друга држава и целата акција и како се заврши целиот настан го докажа тоа. Целата приказка може да оде и во правец на тоа што кажува и премиерот дека сепак тука има се уште интереси од други држави кои сака да го попречат патот на овие балкански држави, односно држави од Западен Балкан, да бидат рамноправни членки на Европската унија. Кои се тие држави?
Па, сите знаеме, Русија и во ситуацијата блиската соработка на Србија со Русија, што и на последниот состанок на Советот на Обединетите нации и на последните случувања кои се случија покажува дека Србија е еден од најблиските соработници, држави, партнери на Русија, како резултат на тоа и ставот на Србија дека нема да биде членка на НАТО, затоа што се уште НАТО го оценуваат како непријателска организација. Малку на домашни теми. Неодамна најавивте дека албанскиот опозицијски блок има сила да го сруши ДУИ и целата влада. На што го темелите ова тврдење? Па на многу работи. Прво, нашата поставеност на теренот. Со последните комбинации со алтернатива и со ИЗЕТ, демократското движење на ИЗЕТ Меджити, веќе ние целосно го покриваме теренот каде што се во мнозинство присутни албанците. Друг аргумент во правец на ова е и тоа што веќе има најавено од лидерот на ДУИ и други функционери на ДУИ, тоа прифатено и од лидерот на Алијанса во позадина Зијадин Села, дека тие се подготвуваат, односно ги подготвуваат нивните членови да одат заедно на следните избори. И тоа е дополнителен доказ дека никогаш гласачите на Алијанса нема да гласат за ДУИ, дури во ситуација кога Алијанса ќе биде во заедна коалиција, затоа што тие 20 години додека е ДУИ на власт, тие не дека биле против ДУИ, туку поради тоа што биле против ДУИ, тие тоа го чувствувале на своја кожа, што ако имале некој бизнис, ДУИ им наштетило, ако биле вработени, тие биле отпуштени од работа, значи тие биле спротивставени директно на ваквите ретроградни политики на ДУИ овој период, затоа тие не можат ни на сон да замислат да гласат за ДУИ. Значи, тој албански опозицијски фронт за кој зборуваме отвара врата и за Алијанса за албанците. А што е со ВМРО ДПМНЕ? Можна ли е тука соработка? Предизборна или постизборна? Видете, предизборна можам да кажам дека нема можност за било каква комбинација со некоја македонска партија, од повеќе што во една или во друга ситуација ние веќе пробавме да направивме, да одиме на такви комбинаторики и испадна дека општеството во Македонија не е спремна за такви комбинации. Во овој контекст е и прашањето во делот на соработката дали со ВМРО или па со друга политичка партија на македонците, значи предизборно можам да кажам дека нема можност за такви комбинации. После избори, ние како опозиција, ако ги добиеме изборите кај албанците, ако добиеме мнозинство албански гласови и пратеници, ќе седнеме да видиме кои се можни комбинаторики и кои од тие партии би ги прифатили нашите програмски определби за да бидат дел од определбите на идната влада. А дали албанскиот опозицијски фронт ќе излезе со свој кандидат албанец за председател? Да, тоа е сигурно. И сега веќе имаме еден од нашите договорени работи со сегашната опозиција дека на следните председателски избори ќе трчаме со наш кандидат. Име би откриле или се уште е рано? Сега не откриваме име, но тоа е комбинација за, да кажам, приближување и други и политички партии, и други чинители на општеството со кои ќе го засилиме овој опозицијски фронт. Господине Касами, изразивте оптимизам дека уставните измени ќе бидат донесени до крајот на годината. Меѓутоа и покрај тоа, ваш представник не учествуваше во работата на Комисијата за уставни измени. Зошто? Затоа што ние као движење БЕСА очекувавме дека владата ќе биде поразумна. Но владата покаже уште еднаш дека не е заинтересирана да ги турка напред уставните измени, од колку што е заинтересирана да ги преживее и последните денови, значи да го тера мандатот до крај.
Zašto го кажувам ова? Затоа што ние и движење Беса и формално право, но и демократското движење Неизет Меджити веќе пуштивме и формално барање, но и заеднички став на албанската опозиција е дека во процедура за во делот на уставните измени треба да влезе и промена на дефиницијата на албанскиот јазик од 20% на албански јазик. Владата не чувствува ни најмала одговорност тоа да го стави во процедура без да има обврска во собранието да ни ги обезбеди гласовите. Но министерот Лога најавуваше дека може би таа формулација ќе се отвори во пакет некој понатаму во некоја следна фаза. Зборувам за формулацијата. Сега, за да дојдеме до таа ситуација, ние мора да покажеме интерес и сега тоа да го отвориме. Значи, се додека ДУИ, Алијанса, не гледат за сходно да го отвора тоа прашање, па да видиме тогаш во собрание има или нема услови, кој ќе биде за, кој ќе биде против, за да знаеме и ние со кого треба да разговараме во иднина. Ке гласаат ли вашите пратеници за устав? Не, во ваква ситуација не, ние кажавме. Се додека владата не гледа интерес да седне со нас, да го слуша нашиот глас, а нашата позиција е јасна. Бараме да се стави во процедура на уставни измени и промената на 20% со албански јазик и тогаш да кажуваме дека ние го поддржуваме тоа што е како услов за продолжување на евроинтеграцијскиот процес. Имате ли вие како опозиција, господине Касами, некакви информации за тајни средби меѓу СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ во однос на измените кои што се случија во кривичниот законник, за кои што лидерот на ДУИ Ахмети зборуваше во неодамнешното интервју за еден? Па сега, да, сигурно дека имаме информации, но веќе со јавното појавување на Али Ахмети, веќе тоа не е информација, тоа е јавно искажана изјава, каде што тој прифаќа дека тајно преговарал и со Груевски и со Заев за да ги туркат напред уставните измени. И впрочем и промените на кривичниот законник се во тој правец на тоа што веќе е договорено според нас да се тера напред за да се даде можност на Груевски да преговара со одредени пратеници на ВМРО со тоа што и за нив и за нивните партиски кадри да имат аргумент плюс да еве ние ве спасивме од кривишен прогон, вие треба со тоа да разговарате за да одиме со таа стратегија за да се обезбедат дополнителни пратеници. Така да во ситуацијата имаме информации и тие информации покажуваат дека продолжува обидот на Али Ахмети со одредени структури на власта да обезбедат мнозинство пратеници од опозиција. Пратениците на албанската опозиција, меѓу кои нели и Беса, поднесоа и иницијатива за интерпелација на јавниот обвинител Љубомир Јовевски во врска со случајот со пожарот во модуларната болница во Тетово, кој што, како што знаеме, загинаа 14 лица. Кои се, господине Касами, вашите очекувања од овој судски процес? Нашите очекувања се дека Тала Џафери, согласно уставот и законите, што побрзо тоа треба да стави во процедура за да гледаме кој пратеник што позиција ќе има спрема ова многу важна конкретна ситуација за да се справиме со тоа што ни се случува во правниот систем, односно во обвинителството. Но знаеме дека Џафери е многу вешт во вакви игри зад кулисни, каде што иако е чиста ситуацијата во делот на тоа што вика уставот и правилникот на собранието, се уште тактизира и не ја става во собраниска процедура. Јовевски со целиот систем на обвинителство досега успешно успеа да ги прикрие сите траги на криминал, на убиства кои се случија и кои се неколку случаи во Македонија, значи и Беса Транс и ситуацијата со автобуската несреќа во Бугарија и со модуларната болница, значи не се случија неколку такви ситуации, такви трагедии со човечки животи и досега за ниту еден од тие случаи немаме исправна судска одлука. Господине Касами, ви благодарам за интервјуто. Фала и на вас на можност. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за една недела.